Македонската дипломатија е во фаза на изготовка на 10-годишна стратегија која ќе ги зададе надворешно-политичките приоритети на земјата во наредниот период. Идејата на Министерството за надворешни работи е да ги слушне и обедини ставовите на сите институции кои имаат допирни точки во процесот на градење и спроведување на дипломатските цели. Затоа денеска министерот за надворешни работи се сретна со спикерот и со претседавачите на соодветните собраниски тела надлежни за надворешна политика. Според Бујар Османи, потребно е зајакнување на улогата на парламентот во оваа сфера. Вклучувањето на собранието во изготвување на 10-годишната стратегија е првиот, да наречам неопходен чекор во овој процес. Независно од актуелните предизвици, на долг рок нашата амбиција да ја зајакнеме улогата на собранието во создавање на надворешната политика со посебен фокус во изградба на националните, на стратешките позиции на земјата. Нашите приоритети се менуваат, членството во НАТО суштински ги замени надворешно политичките приоритети, особено од аспект на безбедносната политика. Пред нас е се уште исправен и вториот стратешки приоритет, членството во Европската унија, но и таму патеката е темелена, ние сме длабоко во Европскиот тунел и враќање назад нема. На тој пат има сериозна пречка. Бугарија и нејзиното проблематизирање на историски идентитетски прашања со чие решавање Софија го условува одржувањето на првата меѓувладина конференција. Иако денеска во Бугарија се конституираше новиот парламент, неизвестно е дали ќе се формира влада или пак ќе се оди на нови избори. Од одговорот на ова прашање зависи дали е можно решение во текот на годинава. Дали има изгледи оваа година или не. Клучно ќе биде дали ќе има страна во Република Бугарија која што може да влезе во диалог со нас по однос на овие прашања. Јас сум вечит оптимист, меѓутоа сметам дека има сериозни прозорци на можност до крајот на оваа година и сите се ангажирани. Нашите партнери, ние се надевам дека брзо и во Република Бугарија ќе има таков ангажман. Прозорците се пред и после нашите избори. Тоа е септември, октомври и декември. Тие се тие прозорци на кои што ние таргетираме во моментот и мислиме дека постои шанса да се најде решение. Шефот на дипломатијата уверува дека актуелниот претседавач со Советот на Европската унија Словенија е посветен на ова прашање и дека обидите за изнаоѓање компромис се темелат на предлогот на португалското претседателство, документ што Скопје го оцени како избалансиран и како добра основа за разговори. Османи, кој самиот се нарече вечен оптимист, даде и реалистична оценка за процесот со изјавата дека очигледно е дека ова прашање не зависи од земјава која, како што рече, исполнила се што се барало за почеток на преговори, а при тоа има линии и позиции кои во разговорите со Софија не може да ги помине. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.